Како да ги заштитиме децата? Ние и тема на разговор на Редниве минути со гостинката во студиото 3 на Македонската телевизија, тема која најавуваме вака. Расте бројот на домашни жртви на трговијата со луѓе кои се гладно сексуално експлоатирани, идентификувани се и присилни бракови на малолетни лица, велат последните анализи на Министерството за внатрешни работи, податок кој загрижува и алармира потребата за енергична акција на сите нас и континуираниот пораст на деца жртви при трговијата со луѓе. Причина повеќе во студиото 3 на МТВ да ја поканиме и на разговор Јасмина Димишковска-Рајковска, инаку извршна директорка на Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе, отворена портала Страда Македонија. Јасмина, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Неколку теми кои сакам да ги отвориме ова утро. Ќе почнеме со тоа дека годинава Министерството за внатрешни работи регистрира 8 жртви на трговија со луѓе, од кои 7 деца, и сите анализи и извештаи укажуваат дека трговијата со луѓе е еден од најпрофитабилните бизниси кои што многу е често поврзани со кримчарање мигранти, трговија со дрога, тероризам. Она што ме интересира, какви се вашите податоци на отворена порта? Значи, трговијата со луѓе е глобален феномен во кој што годишно милиони жени, деца и мажи се вовлечени. Апсолутно е точно дека е еден од најпрофитабилните криминални бизниси, од причина што еве како на пример ако земеме дрогата, таа се произведува, се криумчари, се продава, стигнува до крајниот корисник и тука завршува. За разлика од дрогата, трговијата со луѓе вклучува трговија со лица, односно едно лице се продава и препродава многу пати. И истото преку негова злоупотреба му носи голем профит на трговецот со луѓе. Загрижувачки е фактот што да, навистина, во светски рамки, значи, трговијата со луѓе е поврзана со другите криминални бизниси, како што е трговија со дрога, како што е трговија со оружје, како што е шверц на мигранти, односно криумчарење на мигранти. Тоа е така од причина што криминалците ги користат своите вештини, своите рути, своите конекции, врски, корумпирани мрежи, кои што ги развиле во еден криминал, едноставно само ги пренесуваат во другиот и ги реинвестираат своите средства од еден во друг криминален бизнес, со што се зголемува нивниот профит. Во Македонија состојбата е малку поинаква. Значи, најголем број од жртвите на трговија со луѓе во нашата земја се во изминативе години се деца и тажно е што возрастната граница постојано опаѓа. Тоа се деца на возраст од 12 до 17 години, најчесто тргувани со цел сексуална експлоатација, принудни бракови и комбинација со трудова експлоатација. Она што ме интересира, каков е профилот на жртвите кои што се можен таргет? Жртва може да биде секој кој што не е информиран за постоење на феноменот трговија со луѓе. Од таа причина потребно е подигање на свесноста за постоење на проблемот. Профилот на жртвата кај нас е, како што веќе и напоменав, женски пол, деца на возраст од 12 до 17 години, кои што најчесто потекнуваат од внатрешноста на земјата. Од друга страна, според информациите барем кои што вие ги имате, каков е профилот на луѓе кои што се главни носители на валканиот бизнис? Како да ги препознаеме? Сторителите не се интерес на отворена порта, значи нашиот фокус, нашиот интерес се жртвите, нивната добробит, значи нивната добросостојба, напредување на состојбата, пристап до правата, нивна заштита и така натаму. Меѓутоа, од искуствата со жртвите со кои што сме работеле, се говори дека во нашата земја најчесто сторителите се познати лица на жртвата. Нашата анализа покажа дека дури 40% од сторителите се пријатели, роднини, членови на семејството, а 35% биле познати од претходно
на самата жртва. Тоа е состојбата во нашата земја, за разлика од состојбата во светот, каде што се организирани криминални групи и непознати лица преку киднапирање и така натаму ги врбуваат, односно ги вовлекуваат жртвите во трговија со луѓе. Кај нас вовлекувањето најчесто оди преку лажни понуди, лажни ветувања, улога на лажен дечко, се со цел да се стекне довербата на жртвата, да се доближи, да се развие една емотивна блискост, за да може потоа жртвата полесно да се вовлече во трговијата со луѓе. Иако во времето кога ние раставме, најголемите ризици доаѓаа од надворешниот свет, така ни ги представува. Внимавајте со кого разговарате, не верувајте на сите, добро анализирајте личноста со која што разговарате. Сега ризиците се и дома, имајќи предвид дека секој има пристап до интернет, секој има паметен уред, од каде што доаѓаат многу опасности, барем последниве години. Новите трендови се онлайн експлоатација и сега има една жртва прва официјално идентификувана, она што мене ме загрижи, 9 годишна Јасмина? Во моментот на вовлекување. На вовлекување, да. Да. Се уште важат старите правила кои што важеа за нас. Да, точно, да. Да, значи треба да внимаваме со кого се дружиме, да не се разговара со непознати, да не се верува на непознати. И преку интернет секако. Да, секако, да. Значи модерните времиња малку ги сменија тековите, нели? Дополнително ковидот ги седна сите деца позади мониторот, каде што нели колку што има предност, има пристап до сите информации, толку се зголемија и ризиците. Позади скриени профили се кријат предатори кои што умешно успеваат да се доближат до децата, да ги намамат во мрежата на трговија со луѓе, да ги вовлечат едноставно, и експлоатацијата може да се случува и онлайн и нели со физички контакт. Ние направивме една анализа во училиштата за опасности, истражување, нели, за опасности од интернетот, и резултатите се изненадувачки. Многу голем број од испитаниците деца кажале дека воспоставиле контакт со непознати лица, прифатиле непознати профили за пријатели, дел од нив и оствариле физички контакт со истите, значи надвор од виртуелниот свет. Многу деца делат заеднички акаунти и така натаму. Најголем број од нив користат Twitter, Messenger, Tinder за поврзување и остварување на контакти. Меѓутоа, повторно ќе нагласам, овие социјални мрежи, колку што се корисни за децата, толку и представуваат еден голем ризик, затоа што предаторите се кријат позади лажни профили, ги кријат своите години, својата возраст, својот пол, род и така натаму, и представуваат ризик за нашето дете. И од таа причина треба да бидеме малку по-будни за тоа што нашите деца прават додека седат на компјутер или на паметните телефони. За да дојдам до следното прашање, повторно ќе се навратам на информациите кои неодамна ги сподели министерот Спасовски на оваа тема. Спомена дека единствено со одземање на главниот мотив поради кој трговците влегуваат во овој бизнис, тоа се најчесто парите, можеме да креираме добар одговор против овој вид на криминал. И тука ги спомна организираното действување и на Министерството за внатрешни работи, и на Труд и социјална политика, на невладиниот сектор, како би имало поголем ефект. Сега, Јасмина, ако овие 8 жртви нам не изгледаат многу, статистички, дали издружената борба против трговијата со луѓе дава ефект низ годиниве? Што велат бројките, споредено? Апсолутно. Би почнала со каде ги боли највеќе трговците. Апсолутно со активен прогон и казнување на трговците и одземање на имотот и средствата кои што ги стекнале по пат на извршување на ова дело,
спроведување на законската рамка и казнените мерки праќа силна порака до трговците дека нема лесно да се извлечат со трговијата со луѓе, нели? И апсолутно помага во справувањето и клучно е во справувањето со трговија со луѓе. Морам да нагласам дека минималната казна за трговија со дете е 8 години, а додека трговија со возрастен 4 години затвор, а таа може да оди и повеќе. Ние имаме еден случај каде што сторителот доби затворска казна од 17 години затвор. Справувањето со трговијата со луѓе е предизвик и постојано има различни предизвици од сите аспекти, почнувајќи од идентификацијата. Раната идентификација е многу важна и клучна, за да може понатаму жртвата која што е идентификувана да добие пристап до сервисите, до правните лекови и така натаму. Од таа причина здружената работа на институциите и невладиниот сектор даде резултати. Формирани се мобилни тимови кои што се составени од центрите за социјална работа, представник од Министерството за внатрешни работи, потоа невладен сектор, и истите тие излегуваат на терен, работат со ранливи категории на идентификација на потенцијални предпоставени жртви на трговија со луѓе, доколку има потреба ги упатуваат до соодветните сервиси. И нешто пред некое време се формираше и еден оперативен тим кој што служи за ќе има улога на официјална идентификација на жртвите од трговија со луѓе. Во овој оперативен тим се членови представник од Министерство за внатрешни работи, представник од Центарот од Министерство за труд и социјална политика, јавен обвинител и отворена порта. Во текот на целиот разговор го гледаме телефонскиот број 0800 11 111, тоа е СОС линијата за помош на трговија со луѓе. Сега, што ме интересира сосема кратко, иако влеговме во терминот за вести, што велат бројките за пријави и кои се вашите ингеренции по пријава? СОС телефонската линија има повеќе превентивен карактер, каде што луѓето можат да се јават и да добијат информација како да се заштитат од трговија со луѓе и да им помогне да донесат информирана одлука при барање на работа, при потпишување на договори, патување и така натаму, но истата има и улога на сервис, односно помош на жртвите, каде што некоја жртва може да се јави и да побара помош. Во такви случаи жртвата се упатува до најблискиот расположлив сервис кој што може да ја даде итна поддршка во моментот, како што се центри за социјална работа, полициска станица, невладина организација и така натаму. Како да се заштитиме тогаш? Како да ги заштитиме и нашите деца? Доколку се информираме за постоење, свесни сме дека овој феномен постои кај нас, а не само некаде надвор и на филмовите кои што се прикажуваат на екраните. Ќе имаме едно основно познавање што е тоа трговија со луѓе, меѓутоа редовната едукација, изборување, например, ние како родители мораме постојано да зборуваме, меѓутоа од друга страна ние како професионалци за да превенираме трговијата со луѓе, за да ги заштитиме младите луѓе, имаме подпишан од меморандум за соработка со Министерството за образование и присутни сме во основните и во средните училишта, каде што зборуваме со децата, правиме работилници, ги запознаваме со феноменот, со начините како да се заштитат и така натаму. Порака до децата е да зборуваат искрено со родителите, да споделуваат што им се случува, доколку се најдат во неволја позади екраните на нивните компјутери и позади паметните телефони, да го споделат тоа, дали со родителите, дали со некој повозрасен кој што може да им помогне, а нашата улога е постојано да зборуваме и да информираме. Тоа и ќе го правиме. Благодарам, Јасмина, за гостувањето во Македонија. Благодарам и на вас за поканата.